Благодарам, почитуван председателе. Голем дел од тоа кој сакав да го искомуницирам со комисијата го сподели колегата Станковиќ. Она кое што сакам прво да го поздравам, тоа е колегите од Левица кои се потрудија да овој пренос во живо го видат што е можно повеќе луѓе, бидејќи важно е што е можно повеќе луѓе да знаат вистината за тоа што се случува, особено после делот на обвинувањата дека пратениците ќе гласаат закон кој што не е во согласно со интересите на народот и на граѓаните. И ова ќе го сватам што одиме во живо како еден вид на извинување кон сите оние кои што поверувале дека било кој пратеник од политичката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, политичките групи Социјалистичка партија или на знам ќе гласа нешто кое што не е во интерес со граѓаните. Добро е тоа што е вака индиректно се признава грешката. Она кое што ме инспирираше се вклучам во оваа дебата, колега, тоа е што вие кога председателот Стојановски го посочи амандманот кој што треба да го образложите, вие амандманот не го образложите, туку не влеговте во политиколошка и пред се идеолошка дебата со колегата Малиша Станковиќ и тоа е легитимно, но и легитимно јас да апострофирам дека амандманите не се направени за цел да се подобри законското решение, дека амандманите не се направени со цел да имаме еден закон кој што ќе биде поквалитетен, туку амандманите се направени со цел да се предизвика во јавноста внимание дека некој нешто од некого брани, што еве се покажува дека не е вистина. Во поглед на пред да започнам со законското решение и со она кое што како амандмани ги предлагате, сакам да истакнам една работа да бидеме на чисто. Почитувани колеги од Левица, нашите родители и нашите баби, дедовци во 90-ти години гласаа на референдум и изгласаа дека Република Македонија ќе биде самостојна, суверена и независна држава и дека Република Македонија ќе биде демократија. Значи, нашите родители и нашите баби и дедовци беа на референдум со огромна излезност, речиси акламативно, едногласно, донесоа одлука да оваа држава биде самостојна, суверена и да има демократско уредување. Што значи демократско уредување? Демократско уредување значи дека не може да има една политичка партија, туку има повеќе политички партии кои што согласно своите програми, својата идеологија ќе дадат понудата према граѓаните и на слободни, фери демократски избори, граѓаните на Република Македонија ќе одлучат кој ќе ги представува во собранието, или во општините, а потоа и во владата и во другите институции. Значи, така функционира демократијата за која што се погрижиле да имаме нашите родители, нашите баби и дедовци. Доколку ние сакаме да имаме реверзибилен процес, тоа е легитимно да една политичка партија го понуди. Но за тоа да се случи, знаете дека треба да има референдуми, треба да има промена на политички систем и така, но што едноставно е невозможна мисија, бидејќи никој не сака да живее во систем во кој што нема алтернатива, никој не сака да живее во систем во кој што економскиот модел го определува партијата, Политбирото прави 5-годишни планови и така натаму. Тоа можеби вие се одушевувате на тоа, но за среќа најголем дел граѓаните на Република Македонија сакаат да живеат во демократија и најголем дел од граѓаните на Република Македонија сакаат директно да одлучуваат кој ќе ги представува на локално, кој ќе ги представува на централно ниво и така натаму и така натаму. Затоа ви кажав дека добро е што одиме на вашите партиски сајтови или како се вика Facebook страни во живо и тоа го сваќам како дел од извинувањето за клеветите кои што ги имавме како колеги пратеници, кои што беа неосновани дека некој некого напаѓа, а другиот го брани. Сакам да истакнем и тоа дека можеме да констатираме од досегашната расправа денес дека државата прави целосна регулација на начинот на управување со родниците, че нема дерегулација. Она кое што со други зборови сакавте да го представите во јавноста дека Македонија станува држава во која што нема да важат законите, тоа не е вистина. Овој закон напротив уште повеќе и уште подетално ги регулира начинот на копање, начинот на отварање, начинот на обезбедување на
на рудникот, што со мене е нормално, треба да има построги критериуми, тие ги воведуваме и очекувам некој да ги поздрави истите, бидејќи до сега 30 години никој не ги вовел. Пред да продолжам понатаму, само ќе ви кажам една работа. Кога ние разговараме со граѓаните, рак рана на македонското општество овие 25-30 години е исилувањето на младиот кадар. Исилувањето на младиот кадар, почитувани колеги од левица, оди или во Северна Америка, или во западните европски држави. Тие држави имаат демократско уредување, пазарна, либерална економија и истите тие држави имаат рудници, истите тие држави имаат централи, истите тие држави имаат индустрија, истите тие држави имаат висок БДП. Република Македонија во овие 2 години прави позиции, пазар и можности да младите, кои што веќе се заминати, ги добијат истите услови на работа, на заработувачка, дали ќе биде во рудник, дали ќе биде на друго место, дали ќе биде во некоја странска инвестиција, дали ќе биде во развиена технологија, да дојдат тука и да заработуваат и да работат како да се во Германија, во Северна Америка, во Франција и така натаму и така натаму. Тоа според нас и според нашето поимање на демократијата, бидејќи вие сте за демократија, веќе ќе бидам попрецизен, според нашето поимање и светоглед на политиката во општеството, сметаме дека е врвен патриотизам. Да вие овозможите еднакви услови како што ги имало во западниот свет, тука тоа да се случува, да не мора некој да плаќа кирија, дојде надвор и тука да работи, заработува, привредува за оваа држава и да плаќа данок на овој буџет. И тоа сметам дека треба да се поздрави. Понатаму, сметаме дека треба јасно да изразите поддршка за зајакнувањето на улогата и на извршната власт во контролата и постапките за добивање на стратешки ресурси, како што се рудниците. Честно е. Беше што беше. Ете, пробавте, обвинивте и така натаму. Честно е, како пратеници, да им објасните на луѓето дека може би сте имале превид, може би, не знам, не сте виделе добро, но дека државата повеќе од довчера ќе има зајакната контрола и законски можности за истата таа контрола за сите оние стратешки ископи кои што ќе се прават во следниот период. Кажете тоа дека измените се однесуваат само на јавните предпријатија и минерали од јавен интерес и дека особено тоа е во енергетиката. Објаснете им на сите ваши поддржувачи дека не било точно тоа што до вчера било кажано, може кажам, сте имале превид, се случува и мене може да ми се случи, некој друг колега дека може да му се случи, дека многу е важно да се знае улогата и контролите се зајакнуваат. И дека Република Македонија со овој закон ќе биде поправна држава, со порегулиран начин на ископи на рудници, ќе има рудници кои што ќе бидат обезбедени соодветни процедури како што имаат оние во Западна Европа и дека цел еден крај ќе заживее, цел еден регион ќе има поголем БДП, цел еден регион ќе има повеќе вработени луѓе кои што ќе земаат плати, ќе се зголеми куповната моќ, но истовремено, почитуван колега, она што ќе се намали, ќе се намали бројот на невработени во Агенција за вработување, што е императив, препоставувам и мој и ваш, поеднаков на сите. Затоа, сакам да разговараме. Јас немам проблем со идеолошкиот пристап на левица, тоа е ваше убедување, вие сте убедувањите на избори, но истовремено имам проблем кога нешто што точно е напишано, како што е напишано, нешто што значи зајакнување на улогата на државата и ставање поголем ред, неволи до вчера, да биде јасно кажано, бидејќи
никој од оние кои што не следат, кои што не слушаат, независно дали гласаат за вас, за нас, за некој трет или воопшто не гласаат, треба да знаат вистината, а вие, колега, имавте обид изминатиот период за извртување на вистината. Тука завршувам, се надевам дека сум правилно разбран, се надевам дека ќе имаме добра дискусија и се надевам дека ова законско решение ќе ја добие улогата во правниот систем која што ја заслужува, а државата исто така ќе добие улогата која што вие ја барате и која што се разбира се заслужува. Благодарам.